Невладината организација Green ORG кривично ќе ја гони фабриката Paper Mill во Кочани. Екоактивистите тврдат дека токму оваа фабрика за рециклирање на хартија е едно од главните аерозагадувачи во градот. Црниот чад кој излегува од доджакот и смрдеато од пластика што се шири се потенцијална опасност по здравјето. Минатата недела Кочани се најде на третото место на најзагадени градови во Европа. Активистите бараат фабриката која се наоѓа во населба со околу 5000 жители исклучиво да користи метан, бидејќи филтерот што беше инсталиран откако граѓаните масовно излегува на протести не ги дава соодветните резултати. Апелираме да се преземат мерки и истата да работи исклучиво на метан како што е законски за фабрика во населено место и да не го загрозува повеќе здравјето на граѓаните. Еве во прилог ќе видите дали вака треба да изгледа оджакна фабрика која има филтер и таква која работи сред населба и дали е ова нормално за фабрика со интегрирана дозвола или и овој пат инспекторите потврлиле во нивната работа. Граѓаните се сомневаат дека мерењето во време на инспекцијските надзори се вршени кога работната активност на фабриката е сведена на минимум, со цел да се прикажат помали мерни загадувања, кои ќе бидат во рамки на законски предвидените бројки, објаснува правниот застапник на Сдруженијето. Забележана е злоупотреба од страна на правното лице, односно на одговорните лица, со зголемување на работната активност на котелото, со тоа и со зголемено аерозагадување за време на доцните ноќни часови, како и злоупотреба на работа на фабриката во време на вонредна состојба, бидејќи во време на полициските часови, кога е намалена фреквенцијата и можноста за забележување од страна на граѓаните, се зголемува активноста на котелот. Активистите тврдат дека Paper Mill е директен загадувач и на реката Масалница, а се уште нема ништо и од прочистителната станица за која менаџментот на фабриката им ветил дека ќе биде готова најдоцна до мај.